во Трпејца. Синоќ беше навистина прекрасно, поминавме убаво, поминавме волшебно, затоа што во Трпејца секогаш е преубаво, дали е тоа денски или ноќе. Вечерот имаме помал број, но се надевам дека она што ќе го чуеме ќе направи кој вие сите кои сте присутни тука да го прераскажувате и повторно тој интерес да порасне и до година пак да побарате да зборуваме на ова или можеби некоја слична друга тема. Знаете, организатор на манифестацијата на Зајдисонце во Трпејца е всушност Друженијето за Трпејца со љубов, а помогнати од нашата општина Охрид. И се разбира од нашите спонзори и меѓу другото и трпејчани, угостителите кои се на бисерниот брег. Мислам дека заслужуваме сите ние аплауз од вас, почитувана публика. И благодарам. Втора вечер и ќе зборуваме за нешто што е многу старо, а тоа се вика тврдината Осој, која потекнува од 6-тиот век и е тука некаде над нас. А јас нема многу да зборувам за тоа, туку ќе поканам луѓе кои се компетентни за тоа. Тоа е младиот Петар Симоновски, човек кој е на факултетот, на филозофскиот факултет во Скопје, а всушност е трпејчанец. Минатата година имаше веќе едно предавање сврзано со нашата Трпејца, а годинава повторно е тука да говориме оваа тема. Добре дојде, Петар. Петар не е сам вечерва, тука е неговата прва соседка, тоа е Марија Кондовска, нашата позната македонска актерка, која вечерва ќе интерпретира стихови некако заглавени дојдете во Охрид, дојдете во Трпејца и дојдете во местото под Галичита. Една од песните е таква, мислам дека таа ја одбрала. А немаме да бидеме сами, ќе имаме уште трет човек кој ќе придружува на гитара. Тоа е Мухамед Асан, наше охридско момче. Поздрав за него. И тоа е тимот. Јас лека полека ќе ви предложам да се повлечете на таа страна двајцата. Мухамед знае кога треба да дојде. А уште еднаш добра вечер. Вас вие сте тука, всушност ова е твојата куќа. Значи, синој ќе прашува дали ќе излезе некоја девојка од тука. Еве ја девојката. Да, еве ќе тука. Да. Но сега оставам простор на тебе, Петар. Го знаеш концептот, ова е твоја вечер, наречена на Трпејчкото лето. Петар со пријателите. Повелете. Почитувана Трпејца, добро вечер. Ви благодарам што дојдовте. Денеска ќе зборуваме за тврдината Осој, која што е особено значајна за историјата и културното наследство на Трпејца. Така што, само да кажам накратко, благодарност голема до Милчо Јовановски што сум тука вечерно, заедно со Марија Кондовска. Тука, ова манифестација веќе бележи 12-та година, една убава традиција, убави спомени, убави луѓе, убави гости. Така што, да не должам многу, ќе поминам на главното, а тоа е тоа што го истражував интензивно во овој период. И може да почнеме. Така што, за тврдината Осој, не знам, претпоставувам малкумина знаат, тврдината Осој јас така си ја крстив тврдината Осој, тоа е воен гарнизон Кастел, кој што се наоѓал кај на Ридот Осој, кај антените каде што се. И овој кастел, ќе кажам накратко, за тој најверојатно е изграден и потекнува уште од времето на Јустинијан I, византискиот император. Знаете, Јустинијан I е императорот кој што во негово време Византија го доживува најголемиот подем, а задолжен за тој исто така и за градителската дејност, бидејќи изградил приближно 600 упоришта и тврдини на Балканот, а од каде знаеме? Знаеме поради тоа што за него известувал хроничарот и кој што го придружувал и голем негов личен пријател, Прокопи Кесариски. А Прокопи Кесариски го напишал делото за градбите, каде што таму го возвеличува и го глорифицира Јустинијан I. Јустинијан I е владетел кој што владее од 527 до 565 година
најголемиот територијален процут на Визант е околу 555 година. И овој император е зошто значен? Поради тоа што во негово време една од тие тврдини воени кастели е токму таа на Восо. За прв пат оваа тврдина е спомната во 1976 од професорот и археолог Иван Миколчич. Тој за жал не оставил многу податоци, но накратко ни спомнал дека тука се наоѓа заедно со капителите кои што ги истражувал во црквата Света Богородица Заумска, подигната 1365 година. И потоа, после Иван Миколчич, ние чекавме речиси 15 на години за да професорот Виктор Лилчич, кој што истражувал само иницијативно, тој нашол керамика на теренот, исто така некои мери не извршил. Тука ево, потоа ќе зборувам и за презентацијата. И Виктор Лилчич имал истражување со кои што тој донел до заклучок дека кога наоѓал керамика на теренот, бидејќи за археолозите знаете керамиката исто како злато, со тоа е показател дека тука се наоѓала постојана војска која што во керамичките вази така натаму ја приготвувала, варела, готвела храната, што значи дека тука се наоѓала постојана војска која што била спремна да действува поради тоа што овие тврдини кастели се граделе на високи непристапни места како што се ридови и за заштита од словено-аварските напади кои што на Балканскиот полуостров се повеќе зачестиле по 590 година, а пред тоа имало само плячкосувачки напади кои што страдале особено по големите градски центри. И за заштита исто така ова тврдина служила поради тоа што од тој правец натаму кога се погледа поминува Вија Игнација, важната магистрала подигната во први век стара ера од Игнаци, конзулот. И поради тоа што зашто сметам јас дека ова од 6 век. Во тоа одат два прилози. Едниот прилог е дека се има логика по тоа што го пишува Прокопи Кесариски за градбите, во делото како што спомнав и претходно, а друго е тоа поради тоа што се совпаѓа со тоа дека тие се граделе на ридски терени кои што контролирале значајни сообраќајници како што е едната траса Вија Игнација, исто така и за контрола на Крчанскиот пат, што значи овие два аргументи одат во прилог за теоријата дека можеме да датираме ова тврдина од 6 век. Сега, за кога била таа подигната со сигурност, за жал, не можеме да знаеме, поради тоа што нема обемни археолошки истражувања. Имаше едно заштитно археолошко истражување на Завод и музеј кога се поставуваше репетиторот на Евана, но обемни немаме, а сега ќе зборувам за презентацијата која што ја подготвив. Тука гледаме дел од работниците кои што се на терен, заедно со предводениот археологот Паскал Кузман. Тука гледаме истражување на ѕидините, на внатрешниот ѕид. Може да има керамика која што е пронајдена на локалитетот, како што спомнав, што колку е важна, исто така тука гледаме пронајдени керамики на локалитетот, што говори за постојаноста на војската која што била присутна тука. Ето тука остатоци од зидини. Потоа следува, од тука е од надворешниот зид, кој што се простирал, да речеме, се до Захумот, до делот, каде што тој се наоѓал во должина, да речеме, од прилика пола километар. Тука гледаме остатоци од зидини по кои што се преместени од ерозија од земјиштето. Еден сателитски поглед на местоположбата на каде што се наоѓал овој воен кастел. Тука исто така со поглед на Охридско езеро, долу Трпејца, од другата страна Богородица Заумска. И секако ви благодарам за вниманието и за овој важен археолошки локалитет, така што сакам да се заблагодарам на
професорот и археологот Виктор Јучич, кој што излезе во пресрет, ми даде литература, заедно зборувавме, ме помагаше. Исто така сакам да се заблагодарам за фотографиите на археологот Паско Кузман, а секако тука присутен, да го поздравиме с аплауз. И исто така да ги поздравам моите колеги Александар Запировски, Георги Симјановски, Виктор Ангелковски, кои што дадеа значаен придонес за да успее оваа презентација, оваа промоција, оваа популаризација на овој исклучително значаен локалитет тука што го има Трпејца, и трпејчани треба да видат горди што се дел тука што се наоѓаат во едно такво место каде што порано имало и тоа како интересни активности, движења, војски. А сега вториот дел продолжива Марија Кондовска. Михаил Ренџов, Галичица. Галена од ветровите и од дождовите, палена од молните и од врвовите, воспеана од поетите и од боговите, влюбена во две води, во две длабочини, љубена од два облака, од две височини. За ветрот шепот воденица, за овчарите убост печерница, за ловците кротка препелица. Трпејца Петар Симоновски. Од далечни краишта доаѓам, на сончевиот југ проаѓам. Што туку се разденило, Галичица облеала во зеленило. Гледајќи го тоа со фасцинација, се прашувам, дали е имагинација? А рибарот продолжува да вежи од златните рибарски мрежи. Риболовот е главна занимација. Крцкавото ѓомлезе кулинарска атракција. Од природата уметничка инспирација се буди мојата мотивација. Петар ќе биде мотивиран до година за некој друг област да ни раскаже наша. Ристо Јачев, ке дојдам во Охрид. Во демонска ноќ ке дојдам, по озвучени треви, со божествена езгија што открива небо, во месечинска кутмичевица ке ти дојдам. Иако твојот глас, ко бистар извор се слуша со векови надалеку. Ке дојдам заради твоето сончево слово, заради убавината на псалмот, заради старите звона во преквечерина што говорат беседи. Во твојата охридска убавина ке ти дојдам со презрела љубов, иако знам слово од мојот јазик. Пловиш ко кристално созвездие крај бреговите на запуштените гробишта. Ке дојдам, волшебен ангелу, под сенките на белите јавори, да го слушам гргорот на твојата питома река, што огнено ке тече и по нас. Богомил Ѓузел, срцето на Свети Наум. Велиш дека напади, кога ќе збесне езерото, во црквето, под мраморната плоча, се уште се слуша тупотење. Едно срце што ги врзува сите врутоци, што ги преде сите ветрови. Едно срце што ги скиселува сите дождови, чука на мојот праг. Во бистрата вода ги согледувам длабоките очи на кристалот и пламенот на утробата. Трската паѓа нацепена од северниот ветер во зелениот оган на струите, врз кој како навлажне трат чади сонцето. Го бакнувам синџирот и рѓата ми станува света пијачка. Срцето стана пловно, а барјаците прокрвареа од ветрот. Ке завршиме со одбележување на 100 годишнината на нашиот великан Ацо Шопов.
раѓање на зборот. Глушт на глушт, камен врз камен, камена шума, из земнина, глушт на глушт, камен врз камен од камен и ние обајцата. Чади ноќта, зборот се двои од темнината, модар јаглен му гори во утробата. О, ти што постоиш, зашто? Не постоиш. Небото го лулаш, земјата ја вртиш, о, ти што постоиш, зашто не постоиш? Земјата јачи под камени плочници, иде замелушен од својата смрт зборот, што ги крши сите слепочници, глушт на глушт, камен врз камен, својот гроб со проку да го копам. Отвори ме, проклетио, ти тврди на камено да изгорам, во јагленот на зборот да се стопам. Браво, Марија, и благодариме. Ете што значи професионален актер. Јас да ги читам, сигурно вака не баше да бидат прочитани. И благодариме. Особено за тоа со Галичица, за Трпејца, па Богомил Џузел, па ете и што реков Натош од 100 години, значи еве нашата манифестација се надоврзува на сите тие годиштини и на луѓето кои нешто значат во нашата македонска литература и култура. А оно што значи во музичка смисла на зборот, вечер бе тука Мухамед, добра вечер, наш опријанец, реков, млад гитарист, како се чувствуваш овде? Одлично. Вече имам да почнем. Што ќе изведеш? Нешто од Владко Стефановски. Прво ќе почнем со Бистра вода, после Македонско девојче, Касап скоро, па потоа одиме со Успаванка за Радмилума и на крај со Јано Мори. Благодарам, одличен избор овие навистина. Сакам да кажам, подготви се, ќе бараат бис, да знаеш. Ајде.